Rasvetali jabloni i gruši, popili tumanju nad rekoj, vyhodila na bereg Katjuša, na visoki bereg na krutoj. Vyhodila na bereg Katjuša, na visoki bereg na krutoj. Vyhodila, pesmu zavodila, pro stepnogo sizoga orla, pro togo kotorogo ljubila, pro togo čije pisma beregla, pro togo kotorogo ljubila, pro togo čije pisma beregla. Včera, u 1 sat po ponoć, mi zvoni telefon, uključujem i ova pesna ide u pozadina. Odmah znam дека треба да ги преземам сите предострожни мерки, да не бидам прислушкуван, затоа што знам дека тоа не е вчерашниот, ни беше лозунг за повикот Кремљ. Морав одмah да направам некои мерки за заштита, што ги имам, например, да затворам фрижидер, ролетни да спуштам, да се испрдам. Све што може да биде нели искористено против мене, доколку еден ден или ме откријат. Не се. Ги преземав сите предострожни мерки, значи ова беше вчерашниот лозунг, не се обидувајте, тој денес се сменет, друг е, ова беше за вчера, тоест за ноќеска, важеше до сабајле до 6, сега имаме нов лозунг. Морав нели да одговорам на повикот, веднаш шом ги направи предострожните мерки, се уклучив, значи тоа песната си идеше у позадина цело време. И кога од другата страна, мојот предпоставен од Кремљ, полковник Грудољуб Цицкин. Вика, камарат Куров, и вика мене, како си Куров? Знаете, сите веќе дека кодното име ми е Куров. Куров на Бутаев. Целосно, но Куров сите ме знаат. Сите го знаат Куров. И во Кремљ и овде веќе сите го знаат Куров. Мислам, како Куров не знаат. Не се. Викам, што е, викам, исто и на овој полковникот што ми е предпоставен, тоа му исто кодно име Грудољуб Цицкин, не му е тоа вистинското име. Викам, на располагање, викам, господине Грудољуб Цицкин. Викам, слушај, вика, Куров, вика, имаме мал проблем. Каков проблем? Викам, абе, вика, немаме ние проблем, има, вика, Владимир Владимирович, вика, проблем со девојка му. Што е работа? Абе, вика, човек, вика, кој е со неа, кој е у друштво, поише, вика, збори за тебе, него за неа. И почнала да се нервира, љубоморна станала, мисли, имате нешто непристојно. Па вика, сите знаат дека не сум булјаш, викам, сите знаат дека и Путин не е булјаш, од кај? Ама, вика, она, вика, не може, па само за тебе збори. Викам, зошо бе збори за мене? Абе, вика, човек, сака, вика, да дојдеш, вика, и да предаваш, вика, и на Кремљ, вика, обука, вика, за разузнавачите, како овај најубаво, вика, да оно што најдобро го знаеш. Што знам, викам, најдобро, викам, како најубаво да останат, вика, под радарот. Путин се воодушевува, вика, од тебе. Вика, сум сретнал и илјадници шпиони мојот живот, разузнавачи од секаков тип, вид, сорта. Али, вика, оној глумецон, вика, пардон, оној нашион Куров, вика, е гениален. Јавно, вика, збори дека е мој шпион, дека е мој главен разузнавач на Балканот, дека зима пари, вика, од нас. Абе, најјавно си каже. И вика, никој не му веруе. Вика, не сум бил, вика,
Не сум видел, вика, болја вика маскирање, болje вика онака што викаат американците disguise. Не сум сретнал, вика, до сега. Искача пред јавност на сите им каже на стендап и на видео обраќања, јас сум руски шпион, кодно име ми е Куров, зимам пари од Русија. И вика, никој не му верува. Гениално! Дај, вика, јави му се тамо, нека дојде. Сакам, вика, тука у Кремљ, вика, да им предава, вика, на нашиве разузнавачи што се вика да се остане вистински под радарот. Викам, почестен сум, господине Груљо Цицкин, чест ми е, викам, само како ше редот, остајте ме да размислам ден-два, нели, утрото е попаметно од вечерта, рече Василиса прекрасна во една прекрасна руска сказна, да не ви ја цитирам, господине Груљо Цицкин, не мора, вика, да ми ја цитираш. Ја, вика, ја знаам, вика, ова е Василиса прекрасна, не само што ја знам, вика, него сум ја ебел. Како бе, викам си, да, вика, сега да не ти кажам безобразни работи, вика, ти ке ги кажеш, вика, на сите и пак никој нема да ти верува. Викам, тоа е, еби ga, си ги ташлам како сакам, викам, кај нас овие социјалдемократи и квислинциве. Ко сме кај нив, сакам нешто кратко да ви кажам, ова видео обраќање нема да биде многу долго. Значи, тоа се едни такви полутани, дали моја генерација, дали помлади, кои што се цврсто убедени дека си многу прогресивен ако си ја предаваш државата. Ако им правиш хонолулу на бугарите, на грците во име на некоја Европска унија, во име на некоја, нели, планетарна среќа, они се граѓани на космосот, се вселенски граѓани, шо ќе им нив тамо да се идентификуваат со една мала држава негде на Балканот, со незината химна, со незината историја. Овие прогресивни граѓани тоа го нарекуваат кога ние не даваме, се буниме, гриземе, касаме, дека не треба да се раздава, да се продава историјата и минатото на бугарите и на грците. Они тоа го сваќаат како заглавување во минатото. Значи, сите ние кои што знаеме, ја знаеме познатата Орвеловска фраза дека кој го контролира минатото, ја контролира и иднината. Они, пошто се прават вака многу начитани, а уствари веројатно главните книги у живот не ги прочитале, да кажеме како да кажеме Орвел, оти да го прочитале, ќе го знаеа ова, дека кој го контролира минатото, ја контролира иднината и нема толку да паламудат и да се прават паметни и прогресивни граѓани овие со проевропски ориентации. Лепешки едни магарешки. Нема ништо прогресивно у тоа да се биде предавник. Ама ништо нема прогресивно. Тоа е реакција. Тоа е нешто најназадно и најдолно. Ако имавте прилика, можност, минативе години да следите како моето другарче Владимир Владимировиќ се справува со домашни предавници и со тероризам и терористи кои што се дрзнуваат да ја нападнат Русија. Последниот пример го видовте пред 2 дена, кога сите тие кои пукаа во невини невооружени луѓе во молоти во концертната сала во Москва, како ги извадија пред судија, кој у кома, кој полумртов, кој мртов, кој набрзо ќе умре, кој со скинато уво, кој ова. Ама тука, пред сите новинари од цел свет. Ама, видете, пази, дури никој не се дрзна од сите тие да каже, бе, види се дрзна тоа, но
тие работи, мислам, како да ви кажам, како да удрија со 300 км од зид, онака, демек, ама види човекови права, па ова, па Хелсиншки, па Мелсиншки. Кој бе Хелсиншки? Нема Хелсиншки за предавници, за тие што ти ја нападнале државата и народот. Нема. Се знае со нив како, тоа е пример се дава пред светот. Еве како ќе поминете, ако се обидете. Тоа сакав да кажам на прогресивново граѓанство, кое што сите што си бранат државата, сите кои што скокнаа против бугарашко-врховистичките начини на распродавање на државата од страна на Социјалдемократскиот сојуз, кои што нели нас не нарекуваат секако назадни, неевропски, примитивни, неандерталци со 12 IQ. Имам ова да ви кажам. Тај Боже, не верувам дека тоа ќе биде скоро, но еве тоа нека биде пораки до новата власт. Подитно, како показна вежба, прв пат во Македонија. Не она што беше некои скандали порано, некој некому продавал разузнавачки информации, па дали продавал, па не. Конечно Македонија да се отвори процес и тоа да се процесуира и да паднат пресуди за велепредавство на државата. Со оваа терминологија. И да се стрпаат у затвор. Не за тендери, мендери, не знам, уништување на опрема, вамо, тамо, украл олку, онолку, Мерцедес. Не. Прва показна вежба. Тргање у акција, обвинителни акти, апсења за велепредавство. Сите кои што учествува, кумува, веројатно има и слики, снимки, има службите некои или може да се набават при договарањето на предавството во нивици, при пишувањето и се оно што предходеше на договорот со Бугарија, оно што они го нарекуваат пријателски, што не е пријателски, туку е најдушмански, фактички не е ни договор, туку е ултиматум за Македонија да сама да си ја отсече главата пред бугарите. Значи, како да ви кажам, само поради тоа понекогаш ми е криво што не сум у позиција да правам некои работи. Е така, да кажеме сега да сум у позиција, да дојам јасно. Значи, пример, да одлучувам мојот збор за некои работи. Какви американци, бе? Абе, какво кале? Какви фактори домашни, внатрешни, не знам од која етничка групација, бе? Абе, тргам. Наредба, тргање, апсење. Сега види, у затвор како ќе поминат, добро, се тоа пред Европа, пред светот, они ќе се осудат на одредени затворски казни, како што е ред, демократски, стерилно, убаво, чисто. Али у затвор, шо ќе им се дешава? Никој нема да знае. Што мислите овие у Русија се што ги фатија кобајаги терористи на ИЗИС, се знаат чиви платеници се, али ај, кобајаги да кажеме терористи. Што мислиш? Еве ќе ги осудат, пошто пред светот, пошто и у Русија нема смртна казна, еве ќе ги осудат на доживотна робија и ќе ги пратат, пример, во Белиот лебед, тоа е еден многу фин комплекс у Сибир, кој не го знае. Така се вика, такво има уметничко име, има Белиот лебед. Не е ни црниот, туку е белиот. И ќе опратат таму Белиот лебед на Сибир. Што мислите? Колку месеци овие ќе останат у живот пред да умрат, кој од грип, кој од заушки, кој се лизнал, паднал у кофа, се ударил. Што мислите? Кога некоја држава сака да покаже дека е сериозна, прво што прави, како го покажува тоа? Преку својот однос
кон своите непријатели и кон непријателите на народот или нацијата која живее у таа држава. Тоа е основното. После тоа борби внатре со корупција, со не знам што праве, но основното е со непријателите на државата како се справува. Тука ќе видиш која држава е сериозна и која држава има рефлекс за преживување, за самоодржување. Хај, да неам више мушмули, ве удаив. Чао. И на крајот, нема откажување од иднирата! Нема откажување од иднирата!